Започна расчистувањето околу просторот на старата депонија Крстот, која е наменета за градежен отпад. Таа депонија знаете дека е за инертен отпад, градежен отпад, шут, од таков вид на отпад. И значи од денес се почне неизино рачистување со цел значи да се направи место за ново депонирање. Везенков упати апел како до граѓаните, така и до правните лица, ваквиот вид на отпад да се исфрла правилно. Сакаме да упатиме апел до сите градежни фирми, компании кои што работат со одлагање на таков тип на отпад, со земја, со да кажам градежен отпад, материјали од стари куќи, да се одлага на самото место на депонијата, односно во внатрешноста на самата депонија, а не до пристапниот пат до депонијата. Жител од населбата Пребег сведочи за постојан проток на возила кои овде исфрлаат шут и вели дека тоа итно мора да се среди. Носат на депонијата горе и стура и легално ли е, нели е легално, не знам, важно, многу истура. Па треба да се среди, да немаш шут тука под населбата, а они остава у населбата. Има си место кај треба да се остава. За оние кои сега ќе се затекнат како го оставаат шутот неправилно, законот предвидува казни. Согласно законот за јавна чистота, за правните лица, значи казните се повисоки, исто така и за одговорните лица во правното лице, додека за физички лица казните се помали. За оваа депонија се очекува од Советот на општината да се обезбеди друго место, бидејќи за овде е предвидено да минува обиколницата, која е во програмата на општината.